Македонија до година ќе учествува на Евровизија во Софија, потврди за Слободен печат директорот на македонската радиотелевизија Зоран Ристоски. Албанија е со Скопје. Студенти во Тирана ќе протестираат за поддршка на колегите албанци од Македонија. Силекс ја победи Шкендија и го освои македонскиот фудбалски куп, ама надпреварот започна со исвиркана химна и националистички извици од набивачите на Шкендија. МВР вели дека презема мерки. Нашава фудбалска средина е полето на кое Шкендија растеше, па зошто тогаш покажува крајно непочитување и навредливо се однесува кон таа средина? Прашува колегата Благоја Георгиевски во колумната Шкендија си ја сече гранката на која растеше. Еве ги најновите случувања од Македонија и светот. Ако ни го праќате пациентот за Скопје, платете од вашиот буџет. Најзафатените македонски болници бараат да се воведе сервисен упат. Детално на темата пишува колешката Мирослава Симоновска. Голем број македонци се заинтересирани за поставување на соларни централи на своите покриви за да произведуваат струја, но и да го продаваат вишокот. Но голем дел од нив не добиваат зелено светло, објаснува за Слободен печат Зоран Митрески, собственик на компанија која долги години се занимава токму со инсталирање на овие системи. Прочитете детално во текстот на Весна Дамчевска. СДСМ се повлекува од Комисијата за финансирање и буџет. Филипче најави и кривична пријава и интерпелација за Гаши. Бугарската министарка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова вели дека Бугарија нема да дозволи репреговарање на Европската преговарачка рамка за Македонија. Обединетите нации усвоја историска резолуција за заштита на идните генерации. Државите правно се обврзуваат да ги намалат емисиите на стакленички гасови и да преземат мерки за справување со климатските промени со цел заштита на животната средина. Германскиот канцелар Фридрих Мерц предложил на Украина и на земјите од Западен Балкан да им се даде активна улога во структурите на Европската унија како привремен чекор кон полноправно членство. Америка им се закани на палестинците дека ќе им ги забрани визите доколку амбасадорот Ријад Мансур не ја повлече својата кандидатура за подпредседател на Генералното собрание на Обединетите нации. Партијата на Маѓар предлага закон со кој Орбан никогаш повеќе нема да може да биде премиер. Картите распродадени за неверојатни 15 минути. Европското финале во Охрид ќе се игра во жешка атмосфера и пред преполни трибини во салата Белјанини извори. Астон Вила ја освои Лигата на Европа. Англискиот представник убедливо го победи германскиот Фрајбург во финалето во Истанбул. На нашите планини растат неверојатно моќни и лековити билки. Напијте се природен чај. Ако можете, наберете ги билките сами и уживајте што повеќе во природата, вели Владко Деков, човек кој успешната кариера ја замени со живот на планина во интервјуто за Слободен печат по повод 21 мај, меѓународниот ден на чајот. Шпанско село има понуда за која многумина сонуваат. Бесплатно сместување, за гарантирана работа и вистинска идила. За сите овие теми и многу повеќе се читаме на slobodенpečat.mk. До гледање.